Денеска беше организиран јавен повик за граѓанските организации за поднесување предлог проекти во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан. Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан опфаќа финансиране од Европската унија и ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации во 6 земји, територија од Западен Балкан. Проектот ќе трае до јануари 2020 година и ќе има за цел јакнење на партиципативните демократии и принципи за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската унија, преку јакнење на граѓанското општество за неколку активно учество во процесот на донесување одлуки. Воедно ќе започне денес и обуката за граѓански организации, која ќе трае во следните 3 дена, значи денес, утре и задутре. А воедно имаме обезбедено и менторска помош со консултанти, значи граѓанските организации може да ја користат оваа услуга, заедно со менторот да работат на подобрување и на финализирање на нивните проекти. Се со цел, значи да имаме една успешна бројка на граѓански издруженија кои што ќе аплицираат на јавни повик. Со проектот Reload се вклучени 5 општини во земјава: Струмица, Кавадар, Цересен, Гостивар и Куманово. Општина Струмица и проектот Reload ги повикуваат сите граѓански организации во земјава да поднесат предлог проекти кои се доследни за развојни цели на општина Струмица и со кои се опфатени неколку приоритетни области: вработување предприемништво, туризам и негување на културно наследство, социјална заштита, заштита на животна средина, родова еднаквост и човекови права. Регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан е програма која почна пред една година, во февруари 2017 година. Треба да трае 36 месеци до јанари 2020 година, со може за мало продолжување. Во рамките на оваа програма се имплементираат проекти во 6 земји од регионот, покрај Македонија, во Косово, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна. Донатор на проектот е Европската унија со кофинансирање на дел кофинансирање од општините кои се опатени со овој проект. Има 52 општини во цел регион. Во Македонија се имплементира во 5 партнерски општини на проектот. Вкупната сума е 10 милиони за цел регион, а за Македонија ќе биде 845.000 евра. Износот на средствата за одобрени проекти ќе се движи од 307.000 динари до 1.845.000 динари. На граѓанските организации им е дозволено да поднесат повеќе од еден предлог проект, доколку вкупниот дозволен износ не надминува 3.690.000 динари за целосно време траење на проектот Reload до јануари 2020 година. Општина Струмица и UNDP го задржуваат правото да не ги доделат распорежливите средства доколку предлог проектите не ги исполнуваат зададените критериуми. Проектите може да бидат со време траење од 6 до 8 месеци. Избраните проекти мора да се спроведуваат во периодот од јануари 2019, но и заклучно со 2019 во август.